Добро вечер. Време е за вестите од културата. На 13 декември во Штипскиот народен театар премиерно ќе биде изведена театарската представа Стан 54 по текст на Никола Кузелов. Станува збор за научно-фантастична трагедија во која се разработуваат предизвиците со кои се соочува современиот човек. Нова премиера во Штипскиот народен театар. На 13 декември премиерно ќе биде изведена театарската представа Стан 54 по текст на Никола Кузелов. Станува збор за научно-фантастична трагедија во која се разработуваат предизвиците со кои се соочува современиот човек, вештачката интелигенција, но и како таа влијае за луѓето помеѓу себе да се оттуѓат и отфрлат. Станува збор за преизведба на еден домашен текст, односно мој текст, кој што говори за отуѓеноста на луѓето, проблематиката на дигиталната ера и на она што доаѓа. Режијата е колективна, ми е особено драго дека работиме четворица актери, млади колеги, значи јас, Виктор Велевски, Ања Митик и Нела Павловска. Дејството на представата се случува во стан со реден број 54. Освен брачниот пар кој живее во станот, силното невреме ќе ги затече соседската и продавачот кои случајно се нашле таму. Тогаш сите заедно одлучуваат да живеат во станот и да глумат семејство. Меѓутоа, јас сум, да речеме, ликот што ги носи промените, ликот кој што ја носи новата генерација, новите ситуации кои што ќе настанат, произлегуваат од мене и од моето доаѓање во тој мален стан каде што се случува представата. Стан 54 екопродукциски проект. А кога сме кај Народниот театар во Штип, представата Лекција е избрана да учествува на театарскиот фестивал Танжер во Мароко. Ова е 20-то издание на фестивалот, кој ќе се одржува во Палатата на уметностите и културата во Мароко. Драмскиот текст Лекција е на Ежен Јонеско, превод на Калиопа Петрушевска, а во режија на Ѓорги Ризески. Музички композитор е Антонио Ристески. Во представата играат Ефтим Трајчов Ѓаурски, Димитрина Мицкоска Трајкоска и Милорад Ангелов. Представата е премиерно изведена во септември 2023 година. Лекција и натаму е на репертоарот на театарот во Штип, а истовремено доживува афирмација преку учество на домашни и интернационални фестивали. Во спомен собата ТГ за југ во градската библиотека Браќа Миладиновци беше промовирана најновата студија на професор доктор Славчо Ковиловски "Жени во македонската книжевност од 19-тиот век". Книгата на Ковиловски за првпат во македонската книжевна наука на едно место нуди биографии на досега непознатите или малку познати македонски жени со кои започнал развојот на македонското женско книжевно творештво. Оваа книга представува обид женското авторство, книжевно творештво да се вметне во каноните на македонската книжевна историја, бидејќи досегашната пракса беше жените да не бидат застапувани, бидејќи се сметаше дека не постојат женски авторки од 19-тиот век, од првата половина на 20-тиот век, па и дури во подоснежниот период во слободна македонска држава на жените авторки им беше ускратено, да речем, правото да бидат застапени макар со една-две реченички на нашите македонски книжевни истории. Ние од аспект на жени кои што сега пишуваат на македонски јазик како писателки, македонски писателки, откриваме некои наши претходнички за кои што досега не сме биле свесни, не сме ги знаеле и мислам дека тоа е еден понатамошен поттик и инспирација за нас да влечеме, да наоѓаме нови приказни на кои што може да се надоврземе. Она што е исклучително интересно е дека откриваме жени кои што пишувале како во сферата на јавниот дискурс, така и во приватниот. Културното добро, традиционална изработка и свирење на гајда е впишано на репрезентативната листа на УНЕСКО за нематеријално културно наследство на човештвото. Ова е важен момент во македонската култура, бидејќи дури по 7 години нашата држава впишува уште едно нематеријално културно добро на листите на УНЕСКО, со што вкупниот број на впишани заштитени добра од нашата држава е 6, од кои веќе 2 заеднички со Република Турција.
Гајдата се најде на листата нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Директорката на управата за заштита на културно наследство, Весела Честоева, вели дека гајдаџиите кои целиот свој живот го посветиле на негувањето на овој инструмент придонеле кон овој успех, кој значи сериозна промоција на македонската култура и традиција. Па можам да истакнам дека сме презадоволни од самата сесија на меѓувладиниот комитет на Конвенцијата за заштита на нематеријално културно наследство, бидејќи токму во овие моменти успеавме да го впишеме, да ја впишеме гајдата во делот на нематеријалното културно наследство. Македонија оваа година имаше поднесена номинација заедно со Република Турција за впишување на гајдата на репрезентативната листа. Впишувањето на листите на УНЕСКО представува обврска за државите, но и можноста за промоција на националното богатство во глобални рамки и зачувување за идните генерации. If there's no objection, I propose that we adopt it as a whole. Decision adopted. On behalf of past, present and future generation of bagpipers, I thank you, the Evolution Body and the Intergovernmental Committee, for inscribing the Macedonian bagpipe on the representative list. Ви благодариме, УНЕСКО. Thank you, УНЕСКО. Гајдата е заштитена и запишана како заедничко богатство на Македонија и Турција. Нашата држава за прв пат се впиша во листите на УНЕСКО за нематеријално културно наследство во 2013, а од тогаш се заштитени вкупно 7 обичаи, занаичиски техники и танци. Тука го завршуваме овој блок вести од културата. Ви благодарам за вниманието.